Кажете, ние не сме го изгласали, ние сме биле против. Овие предавниците го направија тоа, ние мора да го почитуваме. Тоа е фер однос кон државата. Тоа е пораката на шефот на дипломатијата во заминување до идната влада во однос на Преспанскиот договор, прашање кое доби на актуелност откако новите власти најавија дека вербално нема да го користат уставното име на земјава со што ја испровоцираа официјална Атина. Токму затоа денешното присуство на врвот на грчката дипломатија, министерот Герапетритис и неговата заменичка Пападополу на самитот на процесот за соработка во Југоисточна Европа во Скопје, со кој се означи и крајот на претседавањето на Северна Македонија со оваа иницијатива, привлече големо медиумско внимание. Но изјави немаше од грчката страна. На новинарските прашања за ситуацијата во односите меѓу двете земји и дали таа може да ескалира до ново вето, одговараше Бојар Османи, кој се сретна со Пападополу, а телефонски разговараше со Герапетритис. Не, бидејќи се надеваме дека двете страни изразија надеж дека ќе се почитуваат обврските и јас изразив надеж дека ќе се почитуваат обврските, а и последните изјави кои што ги добиваме и од мандатарот, мислам дека даваат надеж дека нема да се оди до таму. Не би сакал да прејудицирам. Еве, ќе чекаме недела дена, ќе видиме. Според најавите не очекувам дека ќе има прекршување. Се разбира, не е објаснување делот дека говорно ќе се спомне друго име, пишано друго име. Тоа нема такво објаснување во меѓународното право. Меѓутоа очекувам дека е тоа само транзиција за да се подготви јавноста. Ние охрабруваме да се почитува Преспанскиот договор. Немаат никаква одговорност по однос на Преспанскиот, не го изгласале, не го поддржувале, може да продолжат да кажат, меѓутоа имаат обврска да го почитуваат. Вели дека изборите се завршени, дека веќе нема потреба од ловење на гласови и дека сега треба да настапи конструктивна, а не кавгаџиска дипломатија. Османи не мисли дека трите меморандуми кои се уште се заглавени во грчкиот парламент се основа да се тврди дека Атина ништо не спровела од обврските преземени со Преспанскиот договор. Столбот на грчките обврски од Преспанскиот договор е поддршка за НАТО интеграцијата и европската интеграција. Република Северна Македонија денеска е членка на НАТО заради тоа што Грција ја исполни својата обврска од Преспанскиот договор. Денеска Грција е еден од поголемите лобисти во Брисел за членство на Република Северна Македонија во Европската Унија. Тоа беше суштината на грчката обврска. Протоколите се прашања кои што се останати во парламентот, како што е останат нашиот закон за МАНУ, нашиот закон за МРТ и други некои прашања во имплементација на името. Поранешните премиери Ципрас и Заев, кои беа клучни фигури за Преспанскиот договор во 2018 година, во заедничка колумна за Евроактив ги повикаа Европската Унија и меѓународната заедница јасно да става до знаење дека почитувањето на Преспанскиот договор е единствениот пат на земјата до пристапните процеси во Европската Унија, предпристапната поддршка и економската мобилизација. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.